Министерството за образование и наука соопшти дека постапува согласно законските надлежности по случајот со врсничко насилство во основно училиште во општина Ѓурче Петров, кој е пријавен во Државниот просветен инспекторат. Министерката за образование Весна Јаневска изјави дека е испратен допис до општините и училиштата со кој се враќа праксата на дежурни наставници за време на големите и малите одмори, наместо дежурни ученици во ходниците. Според неа, наставниците треба директно да го следат однесувањето на учениците и да имаат увид во случувањата во училиштето, дворот и ходниците. Таа нагласи дека и настани кои се случуваат надвор од училиштето не го намалуваат степенот на одговорност на образовните институции, бидејќи учениците се дел од воспитно-образовниот процес. Со новата мерка, дежурните наставници ќе бидат задолжени да бидат присутни на видливи места. Државниот просветен инспекторат ќе врши контроли за нејзино спроведување. Јаневска додаде дека мерката е задолжителна и е доставена до сите училишта во државава, при што нагласи дека и директорите, наставниците и локалните власти мора доследно да ги спроведуваат своите законски обврски во борбата против врсничкото насилство. Бранителката на прво обвинетиот Дејан Јованов дека адвокатката Ивана Коцевска реагираше на изнесените директни закани по неговиот живот на минатото рочиште и бараше тоа да биде нотирано на записник. На минатото рочиште дел од оштетените додека одбраната на прво обвинетиот пред судот изнесуваше барање за укинување на притворот, реагираше бурно, извикувајќи: "Пуштете го, ние ќе му пресудиме." Коцевска пред почетокот на судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс, во кој загинаа 63, а повредени беа над 200 лица, реагираше на, како што кажа, селективноста на мерките за обезбедување присуство, како и селективноста на прогонот на обвинителството. Судиката Дијана Груевска-Илиевска нагласи дека досега ниту една закана не е нотирана на записник без разлика од која страна е. Прво ќе се опоменува, а потоа ќе се исклучува и казнува. Се знае кога се исклучува јавноста. Тие во овој период не се јавност, туку оштетени во постапката. Ако има потреба, може индивидуално да се исклучува, изјави судиката. Обвинителството реагираше на предлогот, посочувајќи дека се знае кога и во кои околности се исклучува јавноста. Денешната расправа продолжува со сослушување на директорот на Институтот за судска медицина Александар Станков. Обвинителството на минатото рочиште ги изведе обдукцијските наоди и мислења од Институтот за судска медицина за причините на смртта на жртвите, како и медицинска документација и податоци за повредените кои се јавиле за укажување на медицинска помош по пожарот, во кој загинаа 63, а повредени беа на 200 лица. Основниот кривичен суд Скопје информира дека во април оваа година е забележан намален број на поднесени приговори поврзани со системот Безбеден град, односно со издадените прекршочни налози за сообраќајни прекршоци. Според податоците од судот во текот на април се поднесени вкупно 38 приговори за поведување прекршочна постапка. Од нив 32 се поднесени од физички лица, додека 6 од правни. Од Основниот кривичен суд Скопје посочуваат дека ова представува значително намалување на бројот на граѓани и компании кои не ја прифаќаат одговорноста за сторен сообраќајен прекршок и се одлучуваат да ги оспорат издадените налози пред судот. Во соопштението се додава дека паралелно со ова намалување во истиот период се завршуваат и постапки по претходно поднесени приговори, што придонесува за поефикасно работење на судските служби. Судот не наведува дополнителни причини за трендот на намалување, но податоците укажуваат дека има стабилизација во бројот на оспорени сообраќајни казни во рамки на системот Безбеден град. Светската здравствена организација соопшти дека ризикот од ширење на хантавирусот меѓу општата популација останува низок по инцидент на крузер во Атлантскиот океан во кој починаа 3 лица. Регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, Ханс Клуге, изјави дека организацијата презема итни мерки за поддршка на одговорот на случајот, вклучително и медицинска помош, евакуација, истрага и проценка на ризикот по јавното здравје. Тој нагласи дека СЗО е во постојана координација со националните тимови и здравствени власти за да се обезбеди брз и научно заснован одговор, при што им се заблагодари на јужноафриканските власти за нивната реакција и грижа за пациентите. Според Светската здравствена организација, инфекциите со хантавирус се ретки, најчесто се поврзуваат со контакт со заразени глодари, а не се пренесуваат лесно меѓу луѓето.
Иако во одредени случаи можат да бидат сериозни, ризикот за пошироката јавност останува низок. Организацијата порача дека нема потреба од паника или воведување ограничувања за патување, но дека случајот е потсетник за важноста на меѓународната соработка во справувањето со здравствени закани. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави на самитот на Европската политичка заедница во Ереван дека Русија повеќе не е толку силна како порано и дека е потребно да се продолжи со притисокот врз Москва. Тој посочи дека предстојниот период ќе биде клучен за одлуките на руското раководство дали ќе продолжи со ескалација на војната или ќе се насочи кон дипломатија. Зеленски нагласи дека меѓународниот притисок и санкциите мора да продолжат заблагодарувајќи се за новите мерки од 20-тиот пакет санкции. Во однос на најавената воена парада во Москва на 9 мај, Зеленски изјави дека руската страна се соочува со безбедносни предизвици, дека на парадата нема да има воена опрема. Тој додаде дека украинските дронови би можеле да прелетаат над настанот, што според него покажува дека руските воени капацитети се намалени. Паралелно во меѓународните извештаи се наведува дека дел од европските лидери најавиле посети на Москва за парадата, додека руските власти изразуваат загриженост за безбедносни ризици, поврзани со можни напади со дронови. Зеленски заклучи дека притисокот врз Русија треба да продолжи, со цел таа да биде поттикната кон дипломатско решение на конфликтот. Следува период на релативно топло време, кон крајот на неделата се очекуваат повремени локални врнежи од дожд, информира управата за хидрометеоролошки работи. Денес наутро се очекува времето да биде ведро и постудено, а преку денот сончево, со мала облачност. Температурата ќе се движи од -3 до 25 степени Целзиусови. Според управата за хидрометеоролошки работи, од денес ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди. Ќе дува умерен ветер од јужен правец.